Здравејте, почитуван заменик министер. Зборуваме за еден закон кој што неколку веќе пред мене кажа дека е донесен во 2008 година и денес би требало да дискутираме, бидејќи во прво читање, која е оправданоста од носењето на ваков закон. И во ведниот дел е кажано дека една од причините, најголема причина е тоа што Советот на ЕУ ни наложил уште во 2012 година и тие измени требало да се имплементират во 2018, кој што ќе се однесува на еден поинаков процес во едукацијата, формална и неформална и формална на возрастните луѓе. Јас мислам дека секоја чест на заменикот министер, бидејќи предлагач си е Министерството за образование, но јас би апелирала, бидејќи ова е читање, во второ читање, кога ќе ги разгледуваме веќе членовите на овој закон подетално, ако е можно, мислам и дека е можно, да дојде представник од Центарот за образование на возрастни лица, односно директорот, бидејќи многу од ингеренциите и во овој закон кој што е сега на сила и во овој што е предложен како нов закон, Центарот за образование на возрастни има огромни ингеренции. Ми се чини дека е столбот за спроведување на овие активности, бидејќи во член 44 од предлог законот се регулирани сите обврски кои што ги има. Го развива образованието на возрастните заради усогласување на потребите со современиот технолошки и општествен развој. Го развива процесот на валидација заради усогласување со пазарот на труд и со потребите на населението во контекст на доживотното учење. Дава поддршка на социјалното партнерство на сите нивоа. Го поврзува образованието на возрастните и работата во контекстот на доживотно учење. Развива европска ориентација на образованието на возрастните. Учествува во изготвување во стандарди за стручни квалификации, модели за посебни програми за образование на возрастни и еве да не ги цитирам сите ингеренции кои што ги има овој центар. Зошто го зборувам ова? Бидејќи законот постои од 2008 и се спроведува. И ми се чини дека најповикан да одговори како се спроведува, дали одредени проблеми во спроведувањето на овој закон. Јас колку што знам, институциите го спроведуваат. Меѓутоа, дали сите се компетентни во согласно со овој закон што е сега на сила? Значи, би ве замолила доколку може во второ читање да го имаме директорот на Центарот. Навистина ќе ни биде на сите од корист да слушнеме како е до сега и што ќе се промени со ова ново законско решение. Јас, читајќи го вака законот, морам да дам една констатација дека е пресложен. Ми се чини дека треба ќе интервенираме, еве сите дел и вие констатиравте дека во одредени членови од законот ќе има потреба од некој дообјаснување. Процесот на валидација, јас барем како што го сватив, ќе биде контрола на обучувачите. Чита валидација, ма испаѓа дека баш ти е наложено дека од Советот на ЕУ и мораме да имплементираме валидацијата. Како? Кој ќе ја прави? Таму пишува во еден член дека ќе биде направена врз база на одредена методологија, меѓутоа јас мислам дека не е баш доволно јасно цело тоа. Исто така добро е да е директорот тука на Центарот за образование на возрастни, заради тоа што во многу членови во овој предлог закон се преземаат ингеренциите од Центарот на Министерството за образование и наука. Зошто толкава потреба секаде Министерството за образование и наука да ги превзема тие ингеренции? Центарот е правно лице. Јас баш погледнав прегесни интернет, околу 50 на вработени има, доволно, најверојатно доволен капацитет. И сега зошто еве, например, во член 11, член 15, член 16, 18, 19, кај да свртите, она што до сега било ингеренција на Центарот, сега евентуално по предлог на Центарот Министерството. Зошто толку мора да се контролира Центарот?
Нејасно ми е за мене. Зошто се зема ингеренциите на центарот? Кога е според ова што е напишано во член 44, таму има вработени кои што си земат плата. Исто така тука се допре, односно што овде само малку да се дополнам. Со ова ми делува дека ќе се сака овде да се стави раката на политиката и на овој процес. Во контекст на тоа и во членот каде што се утврдува Советот, во досегашното решение 13 имаше и напишани од кои се институции ќе бидат тие членови. Направена е промена двата експерти во Советот да бидат назначени од влада. Така да кога јас го читав ова, ми дава призвук дека овде ќе сака политиката да ја држи контролата на процеса. Нема потреба. Нема потреба. И до сега, нека не делува дека ви реплицирам овие податоци што ги кажавте за ромите се навистина потресни за сите и сите треба да се заложиме тоа да се смени. Меѓутоа и до сега ја имаат тие можноста. Ништо нема да се промени на корисниците со носење на овој закон. Одговараме на одредени барања на Советот на ЕУ, што се однесува до единиците на локалната самоуправа. И во тековниот закон, овој што е на сила, имаат одредени ингеренции единиците на локалната самоуправа и колешката моја Благица спомена да имаме некои податоци дали тоа до сега се правило, колку што јас знам, јас од општина Битола доаѓам, не се сеќавам дека некогаш сме разговарале на оваа тема, а сега се прошируваат ингеренциите на единиците на локалната самоуправа и сметам дека можеби поголемите општини ќе одговорат, меѓутоа помалите многу тешко. Многу тешко, посебно уште да извојуваат средства. Мислам дека се уште не се подготвени единиците на локалната самоуправа да го имплементираат овој закон. Можеби ќе бара, не знам како тоа, дали ќе бара промени во законот за локална самоуправа, дали тоа ќе биде обврска, ќе биде може или ќе мора да го спроведуваат на локално ниво. Така да најмногу ви кажав, ми смета тоа што се земаат одредени ингеренции на центарот, преминуваат на Министерството. Исто така, нешто што на почетокот на образложението на законот напишано е во точка 3, оцена на финансиските последици од предлог на закон врз буџетот и други финансиски средства. Овој закон предизвикува фискални импликации. Сега прашањето е, дали ние со воведувањето на законот сакаме да го подобриме процесот на учење на возрастните, на неформалното учење, или сакаме само да искомплицираме цела оваа постапка со едни, така кои ќе погледнете на крајот од законот, со немали суми на финансиски импликации врз буџетот. Например, во поглавје 3 за организирање на понудувачите на услуги за образование на возрастните, само финансирачка сметка на центарот изнесува 1.500.000 денари, а трошоците за овие активности потребно да се зголемат во рамки на Министерството за образование во висина од, овде најверојатно и некоја грешка, ако го читам спрема нулите, овде ще се ни доаѓа 30 милиони денари. Можда најверојатно е грешка, бидејќи точката е ставена после 300.000 денари, не знам, тоа не треба да се провери, дали е техничка грешка, вака испаѓа 30 милиони денари плюс за одредени активности во поглавје 3. Во поглавје 4 ќе се потребни плюс 200.000 денари. Во поглавје 6 уште 4.500.000 и така натаму. Значи, релативно големи финансиски импликации ќе повлече овој закон. Можеби тоа заради тоа што до сега членовите на Советот, кои што има советодавна улога, реков се 13 на број, до сега не беа платени, сега се предвидуваат надоместоци за нивното учество.
Повторно ми личи на нешто, треба да се загрижат некои членови, или пак ајде, може би се зголемуваат ингеренциите на Советот, пак мора да бидат платени. Исто така, формирање на комисии за валидација, се тоа трошоци за кои што сериозно треба да направиме кост-бенефит анализа. Дали многу ќе се подобри, целта е дали да го подобриме системот на неформално образование на возрастните. Дали ќе го подобриме или само ќе направиме огромни трошоци во буџетот, а целта не сме ја постигнале. Ова се прашања на кои што да, и од Министерството за образование и наука треба да ни дадат одговор, меѓутоа сметам дека на наредната инстанца, на второто читање, добро е да имаме представник од Центарот, каде што ќе ни даде една анализа предходно, ќе ни ги каже недоследностите на тековното законско решение и да видиме дали овие финансиски импликации вредат за толкаво вложување или едноставно ќе одвоиме огромни пари. Со ребаланс ќе треба тоа да се направи, бидејќи овие средства не се предвидени во буџетот од 2021. Ќе треба да се направи ребаланс, а да видиме дали тоа всушност ќе вроди со ефект, односно дали сме ја постигнале целта првична, да се подобри квалитетот на образование, или само едноставно ќе речеме на Европската Советот на ЕУ, ќе речеме да, еве ние вашите препораки ги имплементиравме. На крај на денот не е тоа целта. Толку би имала како вака првично од потребата на носење на овој закон. Се надевам дека сите ќе се вклучиме во второто читање со конкретни амандмани, предлози кои што ќе значат подобрување на ова законско решение. Ви благодарам. Ви благодарам.